Добар ден и среќен ден, Владо Павлов. Ова мое вклучување во живо е повод големите празници овие 2 дена. Антонije Велики и Атанасije. Атанасije е празник кој што се слави во селото на мојот прадедо, во Кочанско, во Спанчево, заштитник и на моите чукундедовци, оние кои што ја купиле мојата дедовина денес, која што е наатак од олигарсите во Кочани. Моето видео денес во чест на денот е специјално и е видео на кој што сум премолчувал повеќе години, а денес ќе имате повикување со име и презиме на некои одредени лица кои што се ставиле во улога на Бог и веруваат дека тие како богови, како светци, можат да прават што сакат. Прво најосновно, еден е Бог Господа, а изборот е ваш. Мојот живот го поклонувам на вас, македонците, кои што го трчате последниот маратонски круг со Владо Павлов и на Бог. После ова видео нема да биде се исто. Затоа што во ова параполициска структура, во ова параобвинителство, во ова параосновно судство до ден денес, каде што кадијат е суди, кадијат е тужи, се е возможно. Жално е што никој досега не сака да објави вистината за она што Владо Павлов е ставен на менгеле од ова параполициска структура и од ова парасудска или извршна, односно обвинителска власт, во кој што учествуваат многу лица, адвокати, судии, јавни обвинители, извршители, нотари, олигарси и кои ли не. Но, овие кои се ставиле во улога на Бог, заборавиле едно, дека Бог е милостив и дека се има свој крај и свој почеток. Денес сите ја фрлат вината на кој што ние првиот ден ја повикавме крим техника и го повикавме јавниот обвинител Кочански Борче Јанев. Денес никој од нив не се објавиле за Владо Павлов и за она истражувачка дејност во поглед на правда на тие дечиња, во правда на многу уништени фамилии во Кочани, за правда на многу уништени фамилии во Кочани, за правда на оние родители кои што ги изгубија дечињата, за правда на оние родители кои што имаат деца, а се на наркотични средства. Се повлекува од еден исти центар. Денес одговорно тврдам дека вистината околу атентатот на Киро и вистината за Пулс го направија сето она под капата на огромен број на соросоиди, под капата на Пречкополис, под капата на Заеви и под капата на сите оние кои што веруваат дека на вистина се богови. Вистината за атентатот, дека Киро не бил во автомобилот, направи една голема хајка
во времето на Ковачевски како премиер, од фамилија Заеви и од Фрчко. Вистината за сите овие случувања, кои што некој имаше за цел да ме седни, да премолчам, и ми е безуспешна. Затоа ги повикувам сите телевизиски куќи. Ги повикувам и Алфа, и Сител, и Македонска телевизија. Да ја кажеме вистината, бидејќи ова е Божјо дело кој што ние го сработуваме до ден денес. А јас ќе ви кажам зошто е Божјо дело и зошто Божјата десница не додржала до денес да бидеме живи. Следете го ова видео и ќе дознаете многу работи. Одговорно тврдам дека на многумина кои што се ставиле во улога на пара влада, на пара полиција, на пара судство, најпрво им сметаше вистината за Кирото Ушанов Глигоров, кој што не бил во автомобилот и на кој што нема атентат. А атентат има врз нас македонците, кој што со дух, ум и фанатизам ја сакаме Македонија самостална. И никогаш не сме ја сакали и нема да ја сакаме како северна. Затоа, истите оние продужија и со кривична пријава на нова година за еден доказ кој што Заев ќе го испрати во канализација. А тој е доказот пред сите вас за Македонија, за цвеќето на животот помеѓу две афионски чушки, за Македон. И поврзаноста со денешна Македонија, а не со денешна Грција, која во тој временски период, кога раснел, кога се родел, кога живеел и творел Александар Македонски, била Јасонија. Повеќе од јасно е дека областа е Матеа, од каде што започнува градењето на новиот култ на Филип Македонецот, на преместувањето на Бела од Еге и раѓањето на неговиот син Александар, е област во древна Пајонија. Вие мора да разберете, македонци мои, дека има Јасонија, тоа е територија на денешна Грција, и Пајонија, тоа е територија на денешна Македонија. Што значи дека е Матеа, која што била област во Пајонија, не може да биде на територија на денешна Грција. Тоа значи дека Бела, или Бела латински, е на територија на денешна Македонија. Погледнете колку е едноставно, погледнете колку е просто. Овие докази водат до таму, до 700 години пред Тројанската војна, дека е создадена Македонија од Македон. Со право ги повикувам оние парфемисани диви копачи да ја утврдат староста, бидејќи манипулациите кои што сакат да ме замолчат поради пулс, за кој што денес ќе објавам уште една објава, не им палат да ја скријам вистината од вас, како тоа што ја кријат и тие, дека се работи за мермер и дека тоа е отомански символ. Ја шетав цела Битола, никаде не најдов цвеќе на животот помеѓу две афионски чушки како символ на Ататурк. Ја најдовме Елени и неговата врска, неговата љубов на Ататурк, но никаде нема цвеќе на животот. Иако Битол има поголеми други знаменитости за Македонија, а тоа е баба му на Александар Евредика, од љубовта помеѓу Елени и Ататурк, оне кој што ги изманипулира последните македонци кои што ја сакаа Македонија слободна, оне кој што изаби нож на нашите илинденци со младотурската револуција. Тој го славете, ама никаде како најголем масон, во најмасонскиот град Битола,
немат свеќе на животот како отомански символ помеѓу две авионски чушки. Тоа е доказ дека хајката започнува и продолжува од оној кој што го смени името и на кој што му смета овој доказ, затоа што ако го имплементираме, ние се спротивставуваме на грчкиот фалсификат и ние докажуваме дека Македон живеел и творел 700 години пред Тројанската војна, кога Вардар денешен бил пловен, кога Морава исто така била пловна, и каде од Скопје денешно до Белград, а од целиот дел, од Пелагонија и од Осоговскиот дел, преку Брегалница и Вардар, кај Стоби, дошле до Јол Скопје, од каде што сите заедно кренуваат во бојот против нивните браќа, кои што Тројанската војна е братоубиствена војна, нивните браќа дарданци, кои што нивната престолнина Троја од Јолк ја преместуваат на Авала Белград. Ова смета на целата светска цивилизација и нормално дека оној кој што ви е најголем патриот мораше да спроведе хајка против Владо Павлов. А денес истиот оној кој што ја спроведуваше хајката поради ова вистина за Македонија, кој што е поврзана со денешна Македонија, истиот оној со неговата параполициска структура, со неговото парасудство и параобвинителство е започнува новата хајка, за да ме замолчи за пулс. Ниту за атентатот, ниту за вистината за Македонија, ниту за пулс нема да премолчам. Помнете и не заборавајте, Прчкополци, Заеви и кој ли не. Колку и да создавате ваша параполициска или парасудска власт, Зечевич програмата е мртва. Вашиот Пулен, Палче, видовте до каде дојде. Сите овие ликови се поврзани со онај центар од кој што вие преку Беверли Хилс и Зечевич програма работевте за уништување на Владо Павлов и неговата фамилија. Но јас, и покрај тоа што ме доведовте до зидот, нема да престанам да ја кажувам вистината и ќе ја кажам. Бидете припремни, македонци мои. Атентатот заврши онака како што заврши и докажа дека на некого му смета. А му смета најмногу на полените на Бранко Црвенковски и на Пршкополис, на Заеви кои што веруваа дека можат Владо Павлов да го стават во скутот. Идентично сега, тоа што го прават со најстариот доказ за Македонија, дека е поврзан со денешна Македонија, не со денешна Грција. И вистината која што објавувам за пулс. И покрај разнебитувањето на се што прават во мојот живот, јас Заеви ќе продолжам. Ќе продолжам да ја кажувам вистината. Затоа што таа ќе го додржи секој македонец во живот. И кога докажав од првиот ден дека сум бил 100% во право, дека ова довлочени спроведува хајка против Владо Павлов, а денес сите тие имаат обвинителен акт за пулс. И оние кои што ми бараа лична карта на 100 метара до мојот дом, оние кои што ме спроведуваа без никакво нарушување на јавен ред и мир, со цела вечер помината во кафе бар Пролет, без никакво нарушување и без никаква поплака, на 100 метара пред мојот дом, ми бараа лична карта со цел провокација, каде што се изживјуваа во ова довлочени, правејќи ми тест да дувам без да возам возило, а јас со моите Nike патики ги зафркавав. Зарем ова ви личе на BMW
моите патики. Но денес Бог е голем. Казак, лична карта, ти бараат ли на тебе сега? Истиот ти, кој што ја спроведува агендата за провокации секогаш, кога дел од мојот домашен непријател ги започнуваше хајките со сите вас, кои што денеска сте поврзани со Пулс. Јас ги повикувам сите портали и сите телевизиски куќи да застанат во одбрана на сето оно што го доживува Кочани како најсекташки град. Затоа што тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија. Бе првиот кој што објавив за цијановодородот. Никој до ден денес, до пред некој месец, никој идентично како што се премолчува секогаш кога е во прашање Владо Павлов. Одовде го повикувам мој огок, за кој што сум му посебно благодарен за сите оние нови испитувања кои што ги прави. Да утврди дали цијановодородот е создаден од сунгерот и дали имало улушки од јајца или сунгер. И дали тие големи количини на цијановодород од кои што се загушија сите овие дечиња кои што не стигнаа по големиот број кои што не стигнаа по големиот број до влезната врат. Почина и некои од спортистите кои што можеа да издржат и 3 минути без да дишат. Но тие починаа не во Пулс, пред влезовите на медицинските центри. Тој доказ и пењата на уста, која што уште на 17 марти објавив дека овде се работи за убиство, дека овде се работи за гасна комора, дека овде имаме убиство од прв степен. Никој до ден денес не сакаше да преземе никакви активности. Еве денес, како што секогаш стојам позади вистината, вистина која што некој сака да ме замолчи, ви го споменувам и натриум флуоридот. И овие две компонентни, натриум флуорид и цијановодород, се многу опасни. Затоа го прашувам македонското население, дали горењето на сунгерот предизвикува и хемиски изгореници? Дали цијановодородот во спрега со натриум флуоридот се најопасни за оно што се случило откако паднал покривот и од каде таа експлозија за која што сведочат многу преживеани сведоци. Не заеви, не било кој, нема да ме замолчите и сето оно што го правите против Владо Павлов. Најголемата вина за Пулс ја сноси обвинителството во Кочани. Затоа што тоа е нивна работа. А потоа УЈП, трудова, пазарна, санитарна и каква ли не, која што е должна да поведе стечена постапка преку Основен суд Кочани или преку Судскиот совет на судии. Кој е ликот после јавниот обвинител од Судскиот совет и УЈП што го штителе Јаготка Деко? Јаготка Деко не може ниту Лилит, ниту Таурус Бикот, ниту било кој друг да те спаси. А најмалку дека ќе бидеш прошверцуван во Грција, на Грчко море, со бенефитите кои што ги стекнуваше од уништувањето на младината, заедно со уште една друга фамилија од Кочани. Не можеш. Затоа ние постоиме
И затоа ќе се бориме да докажеме дека цијановодородот и водородниот флуорид се две компоненти кои што се многу опасни, поради кои што сите овие дечиња починале веднаш после паѓањето на покривот со нешто друго, освен сунгерот, што предизвикало гасна комора од цијановодород и водороден флуорид. Дали, господа, институции, премиере Тино, јавно обвинителство Кочанско, дали сунгерот, освен што создава цијановодород, достигнува толку висока температура, за да преживеаните имат хемиски изгореници од водороден флуорид. Ги повикувам сите телевизиски куки да ја одгонетнеме вистината и да помогнеме на Кочани, а помагајќи на Кочани помагате на секој друг град во Македонија, на вашите деца најпрво. Бидејќи ова пара полициска структура, ова пара судска и обвинителска структура, ова пара извршителска структура, ова пара адвокатска структура и нотарска, треба да падне. Таму е сектата, кочанчани и македонци мои. Кај оние кои што ви ги увеличуваат дека имат знаење како судии на врховен судија, кој што се крие позади многу сценарија, со пола милион евра на конто, за кои што во наредниот период ќе следат кривични пријави од Владо Павлов и многумина за оној кој што држи под фиока неколку случаеви на Владо Павлов, во кој што уништува фирма кој што плаќаше ДДВ, кој што плаќаше плати, кој што даваше фискални, а исто така и фирма која што помагаше на дечињата и на лицата болни од канцер со бесплатни услуги. Судија со знаење на врховен судија во спрега со мојот домашен непријател. Ќе ви докажам дека овој судија со врховно знаење не може да биде сликан со клиент. Ќе дојде моментот кога ќе ја кажеме вистината со име и презиме, преку таа слика долго очекувана од судијата со врховно знаење, како ја кова судбината со домашниот непријател на Владо Павлов, за Владо Павлов да биде ставен во притвор, да биде затворен, па по цена таму да биде убиен. Ќе дојде таа фамозна слика која што ја чуваме од овој судија со врховно знаење од Основен суд Кочани, како разговара и како седи со клиенти, што е недозволиво. Овие работи ќе завршат. Затоа и ние сме тука. Затоа и ќе ја кажуваме секогаш вистината. Кочанската секта е на колена и треба најсилно да удареме со вистината од цела Македонија. Затоа што цијановодородот и водородниот флуорид, од кој што настанале хемиските изгореници кај преживеаните, е она што велат, посеќав дека косата ми горе, толку силна топлина, а косата кога фаќав ми стоеше. Тоа се тие хемиски изгореници. Независно дали милиардер, милионер или било кој, треба да ја сноси одговорност. Затоа што
кронисаниот сведок Јаготка Деко, со последните случаеви, барајки, со фингирана операција да биде спасен во Грција, повторно со Кочанската секта, е неуспешен обид. И обид за сето оно што Владо Павлов го започна со сите вас, македонци мои. Мојот живот, од оно што ќе го објавуваме во иднина, зависи од вас и од Бог. А јас не се плашам. Ќе ги имате сите со име и презиме. Кој, што и како и зошто. И дали сектата во Кочани има длабоки корени? И зошто некогаш во минатото имавме одредени фирми кои што го носеа името Лилит? А дали знаете која е Лилит? Единствена фирма во цела Македонија имаше една особа која што имаше фирма Лилит. Многу работи ќе ви се разјаснат. Секако Кочанчани и македонци ако си ги сакате своите деца. Јас ги сакам и затоа се борам, иако живеам во лабиринт каде што се оттугени и купени моите деца од ова кочанска секта. Оние кои што се во Кочани. Се борев и со оние кои што не беа во Кочани. И не гледам никаква разлика и со моите два сина претходно и со мојот син и керка денес. Тој доказ дека една секта постоела и тогаш и денес. И ќе докажам дека содействувам со родителите, затоа што моите деца кои што се во Кочани се живи, ама без преградка од незиниот татко, а се со една цел, да ме направат тоа тие што го прават со Кочани. Го повикува мојот Гог да ја превоспита, да ја преиспита улогата на Кочанскиот јавен обвинител кој што има во многу случаеви. Посебно со Пулс и со украдената плоча Цвеќе на животот, каде што тоа го прави со лице кое што денес има кривично обвинение против него од случувањата во Пулс, каде што не се води никаков записник и кое што се оттуѓува од оному каде што ја чувавме како доказ за спасување на името Македонија. И така ќе биде. Ојо Гог, ве повикувам да ја проверете дали имаме злоупотреба на службена дејност во Основен суд Кочани и во обвинителство Кочани, како и во ОВР Довлочани. Затоа ги повикувам младите кои што ја сакат Македонија и Кочани да застанат во одбрана на вистината за Кочани и да не бидат како некои од нивните претходници. И редно е оние инспектори, инспекторки и началници на полиција за кои што 5 години викам најсилно да бидат конечно во пензија. Тука ја гледам најголемата вина и најголемиот пропуск на нашите институции од привилегиите кои што ги имат овие инспектори во пензија, а работат цел живот. Дајте конечно да ги пензионираме, дајте да направиме потекло на имотот, ревизија, дајте да ги ставиме во пензија за да си ја спасеме Македонија. Млади од ОВР Кочани, бидете херои во ова време. Таму сте затоа што им требате на Македонија. И треба да се борете за вистината, а не како некој во минатото, што сето тоа го правија и ни ги тровеа децата. Не може ова Довлочани да ја скрие вистината и за дрогата. Од каде идела, што правила, и кој, и што, и како работел за нив.
уште еднаш го повикувам мојот Гог да преиспита дали Кочанскиот јавен обвинител Борче Јанев, дали Судскиот совет, дали УЈП криеле многу работи, бидејќи вистината доаѓа до еден клан кој што создал параполитичка држава, кој што создал парасудство и кој што се ставиле во улога на Бог и светци. Одговорно тврдам дека хајките против Владо Павлов со сите оние фингирани сценарија со домашниот непријател мој тогаш и лице кое што дававме сите за него, Стоја фамилијата Заеви, поради вистината за атентатот на Киро Глигоров. А поради вистината на Пулс, доправа тимот на Владо Павлов, кој што е секаде, тоа е нашата фаланга, и во МВР, и во армија, и во Министерство за здравство, собира информации да дојдеме до заклучок дали истите овие кои што се поврзани со атентатот и сето оно што го прават со Владо Павлов се поврзани и со Пулс. А мојот Гог и сите оние кои што работат на одгонетнување на овој случај треба да ни ги достават сите пропусти кои што ги имаме ние, пропусти од Кримтехника, на кој што се смее Кримтехника од било кој друг град во Македонија, како работеле во Кочани, пропусти од јавно обвинителство, пропусти од Основен суд Кочани, пропусти од ОВР Влочани и така натаму и така натаму. Уште еднаш бараме да ни докажат ако Сунгерот го создал цијановодородот, бараме да ни докажат од каде се хемиските изгореници. На нас, лица кои што сме поминале неколку или дел од животот во противтерористички чети и водови или диверзански чети и во специјални единици. Бараме на нас кои што сме поминале по специјални единици да ни докажат дали Сунгерот, освен што го создал цијановодородот, создал и водороден флуорид, од кој што настанале хемиските изгореници и онај топлотен бран на сите оние кои што се задесиле кога паднал покривот од експлозија и од што е таа експлозија. А потоа ќе разговараме и за прскалките. Уште еднаш, Ојо Гог, премиер Етино, МВР и сите останати, се македонското обединување, начело со Владо Павлов, бара дали да ни дадете докази и објаснение дали цијановодородот, ако е создаден од горењето на Сунгерот, а ние знаеме дека имало и улошки од јајца, како звучна изолација, да се попречи звукот, да не оде кај Радко Сорос и вахабиста, кој што живее во близина на Пулс, дали, освен што создале цијановодород сунгерите кога гореле, го создале и водородниот флуорид, за кој што имаме докази и ќе ги објавиме во друго видео од дечиња кои што имаат хемиски изгореници, починати, повредени и така натаму, а не испечени и изгорени. Освен цијановодородот, дали хемиските изгореници потекнуваат кај дечињата од горењето на Сунгерот. И дали верувате дека оние кои што се самопрогласени богови ќе бидат спасени со споминувањето само на Сунгерот. Ние специјалците кои што не обучувале и кои што не кажувале за хемиските изгореници, од каде се, што се и како се, и цијановодородот, кој што е гасна комора, на кој што нашата медицина нема спас. Нема начин како да го неутрализира. Туку едноставно, сите оние кои што се загушени,
умираат без помош. Нашето прашање, откако белоденија за цијановодородот, а не можеа да скријат од каде се хемиските изгореници. Дали сунгерот може да достигне таа температура и дали овие две компоненти се критични за сите оние кои што починале на лице место. После паѓањето на покривот и дали нешто имало на покривот што паднало заедно и настанал пеколот за овие дечиња. Од каде се хемиските изгореници? Не вајда сунгерот достигнал температура од 3000 степени? Ве почитувам, ве сакам, љубов и само љубов. Се истражува дали истиот оној клан на кој што му сметаше вистината за атентатот на Киро Глигоров и започна преку Зечевиш програма од Беверли Хилс и заврши со претресот каде што сите оние кои што имат денес обвинителен акт за пулс се учесници во претресот кој што го направија во Кочани да ме омаловажуваат, да се изживјуваат, а се со една цел да ги украдат плочите кои што му сметат на фамилија Заеви и на Зоран Заев, таткото на новото име Северна Македонија. Ниту ќе биде, ниту ќе остане северна. Македонија ќе се врате со доказите на Семакедонското обединување и на Владо Павлов. А по линичето на ЕУ, Грција ќе се распадне онака како што е и создадена од времето на просииците. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија и покрај се што ни прават притисоци, уцени, закани, ние обстојуваме, ќе градиме за Македонија, ќе работиме за Македонија и не бараме поддршка за нашите материјални потреби ниту од премиерот Тино, ниту било од кој. Самите со овие 10 прсти ќе се бориме и ќе работиме онака како што знаеме и умееме во корист на Македонија и на македонскиот народ и на нашите дечиња за кои се тоа го правиме. А верувам дека и сите родители ќе се сложите дека треба малку да ги тргнеме очилата и да застанеме да нашите дечиња да се бориме да не ни ги окупира и да не ни ги киднапира една ваква секта како што имаме во Кочани. Смрт на кочанската секта, живот за македонското воскресение од Бела Кочани. Да живее Македонија, ве сакам сите, очекувате многу вистини и нема никогаш да застанам и покрај се што некој има за цел да ме исече на парчиња, да ме стави на жилотина, ама вие сте моите сведоци, македонци мој и Бог. Да живее Македонија!